Здраво Македонија! Вечерва мораме да имаме краток воведен коментар, бидејќи поради изборите во 4 општини во недела, вечерва на полнок започнувал предизборен молк, а мојот вечерашен гостин е претседател на политичка партија, што значи дека до полнок вечерното шоу мора да заврши. За да не влијае, се разбира разговорот со Страшо Ангеловски од МААК, конзервативна на гласачите во Маврово и Ростуше, Центар Жупа, Гостивар и Врапчиште. Иако Страшо и МААК не учествуваат на изборите во овие општини, ниту пак во програмата на учесниците има нешто за Трамп, Путин, Иран или Кина за кој ќе зборуваме со гостинот. Сепак, изборниот законник е таков и тоа е тоа. Да не ви губам време. Вчера ни вети, денес оствари. Филип одржа брифинг со новинари на кој повторно им зборуваше дека со криминалци не седнувал на маса и дека техничката влада морала да остане. Јас ви ветив дека ќе го следам и денес, само во утра скратено издание, поради ограниченото време за оваа емисија и желбата разговорот со Страшо да потрае подолго. Одиме со Зоки Покито. Као што кажавме, средба со криминалци нема да има. Нема средба за техничката влада и тоа мора да остане. Зборува кој да е некој фактор. Малку досадно, ама секоја чест за самодовербата. Затоа што таа е последната линија на одбрана од целосно зарабување и злоупотреба на најважното, а тоа е слободната волја на граѓаните за време на изборниот процес. Немаше техничка влада на локалните избори кои пред 2 месеци ги изгуби со најлош историски резултат. Знам дека знаеш, ама само да подсетам дека повторно се зборуваат глупости и ајде побрзо човек, немаме време. Јасно е дека Мицкоски е во тесно, му се брза, се бара алиби за распишување избори, не му треба диалог, туку покритие. Повторно не кажа кој е алибито со лидерската средба, ама нема врска. Доволно е комично дека Мицкоски со 28% рейтинг е во тесно од тебе со 5% рейтинг. Се потврдува и поврзаноста со Србија, на која исто така предупредивме, како е можно во само рок од 1 час, од која српскиот претседател не јави таму избори, тоа да се случи и кај нас. И тоа не е коинциденција, туку координација. Сега веќе на сите им е јасно и нема потреба од дополнителни објаснувања. Еве и денес пропушти прилика нам глупите да ни објасни што им е јасно на сите други. Каква координација меѓу изборите во Македонија и Србија? Па што ако се во ист ден? Прво. Второ, Мицкоски не најавил избори од ти, туку лидерска средба за реформски закони и законот за влада. Трето, во Србија избори му бараат на Вучич, одамна собираат потписи да има избори и овој најави дека до крај на година е можно да ги има. Каква црна координација меѓу Србија и Македонија од ти? Се постои логично прашање како е можно на најголемиот празник Божик да се пласира ваква агресивна политичка тема. Одговорот е јасен, причината е паника. Ако некој знае што ти зборуваш, евена, жими се. Агресивна политичка тема била покана за лидерска средба. Еве што друго е агресивно според Зоки Покито. Легализација на масовен надзор без соодветни мерки преку системот Safe City со 65.000 камери овозможува дигитален надзор на движењето на граѓаните. И кога за граѓаните се воведува дигитален надзор, контролата на овие системи станува прашање за опстанок на демократијата. Ете, тоа е ново. Safe City системот кој снима автомобили кои брзаат и нивните регистарски таблички бил систем за масовен надзор над граѓаните. Од кај ги смислувате овие работи, бе човек, од кај? Демократијата ќе пандела со Safe City. Само со пим мерки ќе може да се следи дали некој пивнал некоја повеќе и се залетал на партизанска. А кога ќе има, не дај Боже, ново прегазување на пешак, тогаш ќе бараат оставка од министерот. А ако министерот воведе систем за казнување на прекршителите на законот, тоа бил масовен надзор. Рече човекот кого било која светска служба може во ВЦ да го слуша и гледа преку мобилен телефон, ако има обичај да си скрола додека ги смислува овие тези. Вистинскиот пат напред кон Европа се уставните измени. Да не фрлаат магла, ни Мицкоски, ни ВМРО да помане. Повторно не забавуваше и со бугарските шансони. Да не се секирате. Останува доследен на политиките кои им носеа потопи. Ама да седиме на маса, која што некој сака, да не стави во кругот, да се ги легитимира своите работи, кои што се случуваат во позадина, зад завесата, извинете, не.
Тебе во кругот не те сакаат твои истакнати сопартици да те стават. Премиерот ке сакал. Ама не седнувал на маса Венко. Путин и Зеленски може да седнат на маса, ама Венко не седнува со луѓе на кои прво им измислува мигранти за пари некакви, бидејќи е загрижен за Македонија и после ги нарекува поради тоа предавници криминалци. Да го поканеа на некоја плажа на лидерска требаше, тогаш веројатно ќе размислеше, ама вака не. Јазикот не е загрозен. Тоа што Мицкоски сака да го каже. Како не е загрозен кога во бугарски? Јазикот не е загрозен затоа што е јасно дефиниран и прифатен. И од Обединените нации, од Европска унија имаме подпишан договор со Европската унија на македонски јазик. Се ве молам да не му упаѓате. Ве молам не му упаѓајте додека раскажува дека го заштителе јазикот кој пред 5 дена од Софија беше наречен достапен јазик на граѓаните на СМ Македонија. Не му упаѓајте, не го нервирајте како Мицкоски кој го изнервира на Божик. Еј, замислете на Божик. Подпишан е договор со Европската унија на македонски јазик. Проблемот е во провокациите кои што доаѓаат. Интересно, ќе дознаеме ли кој кого провоцира? Ние што праќаме документ на македонски јазик или тие кои велат дека јазикот ни бил достапен? Што направи оваа влада пола мандат во тој дел? Ништо. Освен што само со некои провокации ја провоцира и Грција и Бугарија. Ние сме покажали и докажале како се штитат сите идентитетски одредници. Ајде мајката, владата ги провоцирала Бугарија и Грција, а вие сте покажали и докажале како се штитат сите идентитетски одредници. Да се подсетиме, например, ке смениш име на држава, ке те нарекуваат Северно Македонец и ке те уценуваат дека ако не ја промениш историјата, добиваш вето. Затоа што вие покажавте и докажавте дека според вас имаме заедничка иста историја со Бугарија. Друго? Што би направиле вие, да сте премиер, што би направиле во ваква ситуација кога би стига изјава достапен јазик и како би разговарале со Бугарија? Гледате, разбирам вашите ставови околу тоа што владата прави или не прави во делот на Бугарија. Сепак вие сте опозиција и мора да дадете предлог како сакате или да излезете, видите ќе излеземе на избори. Граѓаните за каква опција би гласале? Што е вашиот став, вашата позиција? Што би направиле? Гледайте, значи не може да зборувате како некој би реагирал за некоја апропо некоја туѓа провокација. What? Не можел да каже како би реагирал на провокација од Бугарија. Зошто бе да не те караат бугарите? Добре, што би како би ги продолжили не, гледайте, полека. Да, еве, тргнете го на страна изјавата. Значи да не се фрла магла и да не се прават никакви лажни сценарија. Чекорот напред. Во тој дел се уставните измени. Така бе, Алтан, кажи си уште еднаш. Чекорот напред, кон провалијата до која не донесовте е исполнување на желбите на Софија. Барем тука сте конзистентни. Предавници со традиција. Еве ви слоган за изборите. Знаете дека половина од членството на СДСМ не го поддржува францускиот предлог. Отворено имаше конфликти околу сето тоа и уставните измени. Сметаат дека баш договорот со Бугарија беше една од причините заради кои што ги изгубивте избори. Ова е реториката на ВМРО-ДПМН. Јасно ја препознав. Ај, новинар поставува теза која не му се допаѓа и тоа одеднаш станало реториката на ВМРО-ДПМН. Иако на избори патен бродолом имаа поради ваквите политики, ама тој јасно ја препознал реториката. Не ја препознава реториката на 80% македонци, туку тоа била реториката на ВМРО. Страшно. ВМРО-ДПМН имаше силна пропаганда. Силна. И за време на Приспанскиот договор, и за време на францускиот предлог, со кој што СДСМ сакаше да ги прикаже како предавници. И им успеа. Добро, и вие малку помогнавте. А сега, колегата Матеја Петровски му направи шахмат потек со прашањето: ако, нели според Венко, ВМРО и Вучиш биле поврзани затоа што во ист ден најавиле избори, иако делот со изборите кај нас го измисли Филипче и СДС, тогаш дали има поврзаност меѓу Трамп и Филипче кои во ист ден зборуваа за избори? Супер е, гледајте. Споменавте повторно за поврзаност меѓу Мицкоски, Вучиш, Македонија и Србија, дека збориле во исто време за избори, кај сада премиерот западна Србија, но сепак и вие говорите сега за избори, а и Трамп збори за избори во Венецуела во исто време. Дали тоа има нека поврзаност? Или кажа дека не е коинциденција тоа претходно? Каква врска има Венецуела со нас? Каква врска има Венецуела со нас? Имено, каква врска има Србија со нас?
Во ист ден збореле за избори Вучич кој зборел и Мицкоски кој не зборел. Добро, а има ли врска меѓу Филипче и изборите во Венецуела, бидејќи во ист ден збореа за избори и тој за Македонија и Трамп за Венецуела? Нема, вели Венко. Епа нема. Тоа сакаше и колегата Матија да ти го укаже за глупоста во логиката за поврзаноста меѓу Србија и Македонија. Но Матеа не запретука, туку го праша и Филипче дали би повторил некои партиски етикети кои од СДСМ ги лепеа на Бранко Геровски, например. Па така, во соопштението до јавноста, Геровата војна и мир повторно го нарекуваат фрлјо и велат дека Геровски покажал карактерни црти како агресија и нарцизам кои биле придружени со макијавелизам, психопатија и садизам. 26 декември 2025 година соопштение на СДСМ. Еве што Филипче имаше да каже на ова. Добро, од вашите партиски пријави на еден период имаше нeke соопштенија кои што има низа реакции во јавноста, дека имало навредливи зборови, етикети за луѓе, надимаци. Дали вие би ги повториле дел од тие зборови, од тие соопштенија кои што се пишат? Престанете со пропагандата на ВМРО, ве молам. Пропаганда да би ги повториле? Престанете, ве молам, со фейк ньюс и со дефокусот, престанете. Други сериозни прашања. Престанете со тоа. Повторно замолчуваше новинари. Зборовите кои ги користат на партискиот сајт и соопштенија ги нарече ВМРО-вска пропаганда, фейк ньюс, и му кажа на Матеа, престанете со тоа. И бидејќи лажи е дефиниција за фейк ньюс, ние ќе престанеме. Кога ќе си го видам тилот. Но сега ќе престанеме со глупости, бидејќи е време да гледате еден умен човек. Се вика Страшо Ангеловски и секогаш разговорите со него се страшно интересни. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Втора емисија за 2026 година. На моje големо задоволство, гостин во неа по трет пат чинам во оваа емисија, ќе биде господин Страшо Ангеловски. Добро вечер, добре дојавте. Добра вечер, добро ве најдов. Имаме многу теми за муабетење, секогаш со тебе времето е кратко, ама ќе се обидам да така во овој помалце набиен временски формат да позборуваме за се што ја интересира јавноста, а и мене, вака се малце себично да кажам, така си имам таа прилика како водител да си прашувам, Постои да се повикам и на твоето богато политичко искуство. Ти ја помниш Македонија од првите чекори на плурализмот, така? Ја помнам и од пред тоа. И од пред тоа, да, се разбира. И од времето кога беше социјалистичка. Ја помнам од првите денови, ние еве сега на 4 февруари, значи за нецел месец, МААК ќе слави 36 години од своето формирање. Најстара партија ли е МААК? Прва политичка така? партија. Така што таа е онаа партија која го воспостави плурализмот во оваа држава. Со незината појава станавме повеќе партиско општество. И таа е таа која со својот манифест за независна, суверена и самостојна Македонија ги удри и темелите за независност. И јас сум искрено горд. Не дека... И треба да бидеш реално. Сум горд, може би никогаш не стасавме да бидеме парламентарна партија, може никогаш немавме премиер или ова или она, меѓутоа 36 години сме во служба на она што Гане, првиот председател, го велеше, во служба на македонствување. Гане Тодоровски и уште плејада други. Кој беа други? Вториот председател беше Анте Поповски, може би најголемиот македонски ум од втората половина на 20-тиот век. Тука беше меѓу основачите и Петрема Андреевски, беше Љубиша Георгиевски. Редица луѓе, беше еден Блаже Ристевски кој ни беше, да речеме, и кандидат за пратеник на првите избори. Би било дури малку ќе ни биде емисијава ако се обидам да ги споменам сите кои учествуваа во создавањето на МААК. За жал се случи тоа што се случи. Имавме тогаш мнозински изборен модел во кој влегуваа во втор круг, беше Македонија поделена на 120 изборни единици, во втор круг влегуваа 20 со најмногу освоени гласови. На 20 на места имавме луѓе во втор круг, меѓу кои бев и јас. Меѓутоа секаде во вториот круг народот, гласачите, нели, како што рече еден од политичарите од СДСМ и кога грешат се во право, гласачите се определија за името на ВМРО, не се определуваа за името на луѓето. Брендот ВМРО беше посилен во... И тоа е така, да речеме, Љубиша Георгиевски беше кандидат за пратеник и тој како
член на МАК не успеа да стане пратеник, ама како член на ВМРО дотурка дури до тоа да биде и председателски кандидат. Тоа ми е зборот дека После и председател на собрание. и председател на собрание и се она што се, но како член на МАК не беше препознаен. Сакам да речам, Брендот ВМРО едноставно има преголема, можеби во тие моменти емоционалната определеност на луѓето била многу поголема ама кон се брендот. случи една многу интересна. Некаде во март 90-тата дојдоа 3 општински комитети, меѓу кои и Охридскиот, и Кичевскиот, и од Новосел, Струмичко, и побараа МАК да го додаде името ВМРО, да биде ВМРО МАК. Тогашниот председател Гане Тодоровски им рече вака: сигурни ли сте дека нема да го извалкаме тоа свето име? Ако сте сигурни, ајде ќе го ставиме. Затоа штом е политичка партија, вака рече Гане, мора да влегува во политичка битка и со тоа ќе мора да се извалка и да го подели македонскиот народ. Ете, заради тоа МАК не стана ВМРО, ВМРО ДПМН не стана и за жал е така, еден дел од македонците сега не си го сакаат историското ВМРО, затоа што постои политичка партија со име ВМРО која тие не ја сакаат. Знаеш, разбирам. и она историско ВМРО го чувствуваат како туѓо, затоа што ја мразат оваа политичка партија. Добро, Тоа сакаше Гане да го избегне. Разбирам, но ако ја знаат историјата и во историското ВМРО секогаш имало фракции, нели, да не одиме во... Не само фракции, туку постоеле и левичарско ВМРО, како што било ВМРО Обединета, постоело десничарско ВМРО, но тоа е сето историја и да го оставиме. Ме интересира, мене само дури сме на МАК, нели, македонска акција е фактички, МАК е како акроним од името македонска акција. Како се роди идејата воопшто? Каква беше енергијата во тој период да се собере екипата на МАК на едно место, да го поведе орото во плурализмот? И како беше па и комуникацијата со екипата која што го формираше, нели, идејата била прво да е ДПМН, подосна да стане ВМРО ДПМН, бидејќи идеолошки сте многу сродни како концепти во тој период. Јас бев Барем на хартија. еден од најмладите тогаш во МАК, сите можеа да ми бидат, тука беше еден Бранко Гапов кој ми беше многу близок, значи многу мина. Можев да бидам нивни син. Идејата веќе во 1989-тата потекна да се формира нешто, што ќе биде тоа, и се дојде до идеја да биде движење за семакедонска акција МАК. Падот на Берлин се насети дека веќе... Да, па види. Каде одат работите? Види вака. Значи, нормално е промените први да ги чувствуваат интелектуалците и тие да бидат носители на промените, а потоа масата или луѓето или граѓаните или народот да се придружат. И така беше и во... Затоа тоа беше едно интелектуално движење на македонските интелектуалци и МАК беше замислен уште во 89-тата неговото формирање започна, беше замислен како едно место каде што ќе се соберат сите, без разлика на нивната идеолошка определба. Иако дотогаш 90% од луѓето сакале или не беа членови на комунистичката партија, но беше замислен да се соберат сите кои се за независна, самостојна и суверена Македонија. Потоа да се делиме идеолошки, да бараме разлики меѓу нас. Како контратежа на силите кои што сакале... Нормално, затоа што тие сили беа многу моќни, ја имаа целата моќ, МАК немаше ништо. И кога започнавме со работа, да речеме, на терен, беше многу интересно. 1/3 од луѓето ни се смееја. Велеа, вие ќе урнете оваа моќна и јака Југославија. 1/3 од луѓето беа гневни. Вие ли ќе уривате оваа златна држава? И само 1/3 или може би и помалку на почетокот не прифатија, беа ентузијасти и мислеа дека можеме да создадеме независна држава. И за среќа ја создадовме. Не остана многу од таа независна држава сега, за жал. Ја создадовме, ама не и се израдувавме и не ни остана многу од таа држава. И мене ми е исклучително криво што една од идеите на МАК само не беше прифатена. Тоа беше идејата за неутрална и демилитаризирана Македонија.
Доколку таа идеја поминеше, ние денес ќе го имавме зачувано нашето име, ние денес ќе имавме едно малку поинакво место во меѓународната политика, затоа што ако не бевме однапред цврсто определени со декларации, резолуции и се можно за влез во ЕУ и во НАТО, ние немаше да ги трпиме тие притисоци. Ако не пројавевме желба која ни беше наметната од надвор, ни беше речено итно да пројавите желба за влез во ЕУ. Мислиш дека ќе го издржеше Македонија ако го прогласеше таквиот статус, дека ќе го издржеше притисокот на војните во екс-Југославија? Македонија го издржа и вака, да речеме. Да, но вака се под некаков чадор на прозападниот свет. Значи, ете тој чадор е тој кој за жал нам ни наштети можеби најмногу. Можеби подобро ќе беше да накисневме од тогашниот демократски дожд, наместо да не заштитеше чадорот на лажните вредности. Македонија, зошто денес се наоѓаме во оваа ситуација? Ние имавме една несреќа, голема несреќа, формирањето на независната држава и нејзиниот почеток на градење на таа независна држава се совпадна со периодот кога либерализмот го воспоставуваше новиот светски поредок преку нови извртени вредности. И сега денес ми велат, европските вредности, да, ние ги сонувавме во 90-тата европските вредности, ама тоа беа вистински европски вредности. Ова денес не се европски вредности. Ова се идеолошки вредности на либералните елити кои владеат со Европа. И како може да бидат европски вредности, кога да речеме во еден дел од државите, кои се дури и членки на Европската Унија, тие вредности не се препознаени и се забранети, да речеме во Унгарија. Значи не можеме. Таа е нашата несреќа, што се воспоставуваше тој униполарен, либерален модел на владење, во исто време кога Македонија се развиваше. И нам, гледаш, еве, Трамп вчера побара излегување на Соединетите Американски држави, меѓу кои две ми се многу интересни. Венецијанската комисија, на која ние се повикуваме со години и си ги создаваме нештата овде во оваа држава, и побара и повлекување и од Хашкиот трибунал. Тие две се за нас исклучително интересни, затоа што тој Хашки трибунал ги одведе таму и Љубе Бошковски и Јохан Трчуловски, а не одведе никој друг. Значи, зборуваме за една реална... И ние малку помогнавме до душа во вториот дел. Добро, еве сега, за среќа не бевме толку податливи како што беа нашите соседи од север, кои пак дури го качија во авион и си го однесоа својот председател, кој на почетокот ти реков ми асоцира седењето во овој двосет, ми асоцира токму на Слободан Милошевиќ, кој кога ќе се сетат повозрастните гледачи, тој секогаш седеше на двосет кога примаше. Пред почетокот на емисијата, еве за гледачи, да кажам, страшно ми вика да го смениш овој двоседот. Зошто ме викам да не пропаднал, не вика него секојаш Милошевиќ седеше на двосед. Си имал прилика да седиш карши со него? Не, за среќа немав прилика. Го сметаше за голем непријател на Македонија? Значи, српската политика, за жал, до ден денес е непроменета. Да не се лажеме дека денес српската официјална политика на вистина размислува како за Македонија, за независна. Останати се идеите дека овој дел е и припаѓа на Србија. Јас ги следам, меѓу другото, се обидувам да следам се што можам. Бидејќи велам дека доколку сакаш да се занимаваш со политика, мораш да пиеш вода од повеќе извори. Тоест да следиш информации од различни страни. И меѓу другото ги следам и српските медиуми и дебатни емисии, кај што дури се вели дека античките срби во време на Александар биле антички срби. Карановиќ дека бил Александар. Дури од тогаш тргнуваат. Така што тие соништа, влажни соништа, не се досонувани ниту во Бугарија, ниту во Србија, ниту во Грција, ниту било каде на Балкан. Во Србија не се мејнстрим, не се во Ама латентно постојат цело време. Постојат, да, еве, сега почина таа Јованка Јолич, која што беше наследничка на Јован Деретич, кои што се такви срби су владали до Кина, Пелопонес, Египет и така натака, пирамидите. Од друга страна, во Бугарија, за жал, малце повидливи се, односно, повеќе фокус во јавноста на дебатни емисии, на подкасти добиваат
такви ликови кои што тврдат дека Дедо Ное бил бугарин, на пример. Но не се, не ја гледаш ли како ја гледаш, односно реално променетата риторика на Србија во однос на Македонија во изминативе 13-15 години? Значи, официјалната риторика е исклучително коректна. Меѓутоа, пак ќе речам, има историчари, има политичари, има аналитичари кои во своите настапи јасно и децидно говорат дека не постои Македонија и дека треба да дојде ден кога таа Јужна Бановина повторно ќе се врати назад. За тие 3/3 да позборуваме за тој период на 90-тите, сега е новаа тема. Нели, 1/3 со подбив гледала на идејата, 1/3 била љута, нели, оние кои што биле пројугословени, и 1/3 или малку помалку биле ентузијасти и така натаму. Како изгледаше во тој период да градиш политичка идеја, еве, ако сакаш и низ призма на тоа барабар покрај ВМРО ДПМН, кога се појавија другите 10 ВМРО? Тоа 98 памтам дека имаше. Па, ВМРО ДПМН се појави 5 месеци после МААК, значи на 17 јуни. Но после имаше Татковинска, не знам каква, демократска партија на Како изгледаше да се гради, ќе ти кажам? Со влијанието, со инерцијата од Југославија. Тоа се, од една страна предпоставувам имало енергија, сега ние македонците ќе направиме нешто ново и наше, односно конечно суверена држава, како што сонувал и Гоце Делчев. Од друга страна, нели, инерцијата на социјализмот и братството и единството во Југославија, кај добар дел од луѓето, веројатно, бидејќи човекот не е суштество кое што сака промени. Тоа е природата на луѓето. Нели, со отпор се реагира секогаш на секоја идеја за промена. Да, меѓутоа, зашто овде станува збор? На примерот на семејството, ќе го кажам. Во едно семејство, од татко и мајка и 3 сина или 5 сина, се едно. Тежнението на синовите е кога ќе дојдат и ќе созреат доволно да си создадат свое семејство и да се издвојат од татковото семејство. Тежнението на еден народ е исто такво, или мора да биде такво, кога ќе созрее доволно национално да посака да создаде свое семејство, да изгради свој дом. Ние во 90-тата, конечно таа генерација македонци, сметам дека не само што беше национално созреана, ние бевме нашата и претходни генерации беа, но во тој момент се создадоа и некакви геостратегиски, геополитички услови за да нашето тежнение за независност може да се реализира. А каков беше односот, јас ќе ти кажам, на 2 август 90-тата, ние како МААК во манастирот Свети Отец Прохор Пчински, кој сега се наоѓа кој сме им го подариле после 45-тата, сме го подариле на Србија, кој се наоѓа во Република Србија, отидовме неколку илјади македонци со автобуси, со автомобили, да го положиме манифестот за независна, самостојна и суверена Македонија во просториите каде што се одржало првото заседание на АСНОМ. Бевме претепани од српската полиција, бевме дочекани со пендраци, бевме дочекани од пиштолџиите на Воислав Шешелј и така натаму. Едноставно дојде до една страутна ситуација во која настрадаа многумина од македонците кои беа таму, кои се наоѓа. Ете како беше дочекан обидот на македонскиот народ за своја самостојност. Домашната јавност како реагираше на овие лоши вести? Па, дојдовме, се вративме назад, за жал, морам да кажам, луѓето кои не стасаа до Прохор Пчински, тоа беше Љупчо Георгиевски, Доста Димовска како на јајце, и раководството на ВМРО ДПМН, кои само добија вести дека ова се случило, излегоа пред собранието, на пресконференција кажаа дека се случило ова, без да кажат дека тие не биле, дека тоа беше во организација на МААК, и го повикаа народот, и народот излезе и го искажа своето незадоволство. Односно политички профитирале на политички вашите пендрици. профитираа на чотекот кој го изедоа македонците членови на МААК. Имаше ли МААК тогаш обработка од службите и да бидат лепени бугарашки етикети кон вас? Најголемото зло МААК го претрпе, сите велат од удба, не е точно, КОС.
беше тој кој беше целосно насочен кон МААК. Контраобавештајна служба, така. Тоа е воениот Затоа што МААК е формиран во време кога се уште постоеа и исклучително добро си функционираа службите до тогашните сојузни служби во Република Македонија. И јас многу пати кога со Анте Поповски, Бог да го прости, кога сакаше нешто да ми соопшти важно, излегувавме надвор. Никако не соопштуваше никому важно внатре во која и да е просторија. Ќе излезевме, ќе прошетавме за да ја каже нештата. Беше тоа така едно интересно време. Јас меѓу другото, заедно со еден мој пријател кој исто така не е меѓу нас, Ефтим Таковски, со Јордан Плевнеш и со Гоце Трајковски од Париз го формиравме и првиот дневен весник Република. И ќе бидат малку и две емисии да ги раскажувам маките кои ги имавме во издавањето на тој весник и сето тоа што ни се случуваше. Од забраната да се печати во печатницата на Нова Македонија, која директно стаса од Белград за да ни биде забрането, бидејќи Република беше првиот весник кој дневен, независен весник кој се залагаше за независна македонска држава. Успеавме да постоиме само 7 месеци. Сите велат дека прв дневен весник бил Дневник, не е точно. Република беше првиот дневен весник. И јас, да речеме, потоа, кога ни забранија, се печатевме во една печатница Просвета во Куманово. Не знам дали е жив, Радован Поповски се викаше човекот кој беше директор, кој се нафати да ја печати Република, ама знаеш како? Како од 19-тиот век се печатеше, па се вадеа лист по лист, во околу полноќ доаѓаа десетина жени, ги виткаа листовите, ги вметнуваа еден во друг, за да стаса да се отпечати весникот. И накрај на вечер, ние секоја вечер со Ефтим Таковски бевме таму да го надледуваме. Една вечер не пречекаа пред печатницата војници од ЈНА и цивили од Куманово не нападнаа и така натаму и така натаму. Имаше перипетии, меѓутоа јас искрено со задоволство се сеќавам на тие перипетии затоа што градевме нешто, создававме нешто. За жал пак ќе речем, денес го разградуваме изграденото. Поради што? Поради сплет, може би, од околности, но може би и поради тоа што тие служби кои тогаш ни се спротивставуваа да ја изградиме државата, останаа да работат во Република Македонија. И тие служби си работат онака многу суптилно, многу убаво, си го разградуваат она што го градевме. При тоа, не случајно МААК летоска излезе со една предлог стратегија за насочување на македонската нација во духовноста. Зошто? Службите наидуваат на плодна почва онаму каде што луѓето се влезени во хедонизмот. Хедонизмот како насушна потреба за материјални богатства. Штом една нација е влезена во канџите на хедонизмот, штом политичарите во таа нација се влезени во канџите на хедонизмот и штом се такмичат кој ќе има поскап часовник, кој ќе има поскап мобилен, кој ќе вози поскап автомобил, многу лесно можат да бидат купени и да работат на разградување на сопствената држава. Ние мораме да се вратиме назад во духовноста. Ние мораме да се вратиме во верата, во традицијата, да се вратиме во многу нешта кои ќе не сочуваат, затоа што агресивно се нападнати со тие либерални вредности и децата, и семејството, и верата, и нацијата. Се прави обид да немаме ниту припадност, полова припадност, ниту семејна припадност, ниту верска припадност, ниту национална припадност. Поединец кој ги нема тие припадности, тој е едноставно зомби кој само се движи по планетата Земја, не знае каде припаѓа и може лесно да биде владеен од центрите на моќ кои сакаат да воведат еден центар од кој ќе се владее со светот. Затоа е моето инсистирањето на МААК да се вратиме во дух. Има да не ме разберат луѓето погрешно, ти многу мина. А што ние атеистите? Значи само една точка од таа духовност е верата. Има уште 50 други точки кои не влегуваат во доменот на верата, во доменот на црквата и на џамијата. Да речеме, има една, како за пример ќе ја кажам, интересна точка кај што велиме вака. Лебот и млекото мора повторно
да одат од селото кон градот, а не од градот кон селото. Ние денес имаме пример, луѓето во село седат пред кооперација и го чекаат комбето кој ќе им донесе леп и млеко. Таа нација нема иднина. Лебот и млекото мора да тргаат повторно од селото во градот, а единствен начин за да биде тоа не се овие субвенции кои сега им се даваат на лажните земјоделци, туку да се поддржат земјоделските семејства. Заради две причини. Тие земјоделски семејства прво ја обработуваат земјата и ќе го вадат лебот и млекото и ќе му го дават на градот, и второ, тие се многудетните семејства кои ќе ја зачуваат традицијата и ќе ја зачуваат нашата нација. Да, сега ако го шириме натака муабетот, нели веројатно треба вложување во инфраструктура и така натака, бидејќи еве имаше сега некој повик акција за солидни суми, не знам, некои 100.000 евра за земјоделци млади да се вратат од град во село, но ако немаш ти пристојно училиште за твоите деца, така, секој размислува. Премногу е широко овој, Да, но само го загатнавме за да знаат гледачите, да сватат дека мораме да излеземе од хедонизмот, да излеземе од комфорната зона во која се наоѓаме. Нашите граѓани се наоѓаат во една комфортна зона кај што се објект со кој се управува. Многу лесно. Јас сакам да ги извлечам од таа зона, да станат субјект кој ќе управува. Ние во уметноста се повеќе имаме уметност на телото, наместо уметност на умот. Разни перформанси во кои нели ќе се облечат доли. Тоа се минливи нешта, не е тоа уметност која ќе остане. Нам ни треба уметност на духот, уметност на умот за да остане. Значи многу работи има кои. Но види, уметноста треба да ја создаваат уметниците, поезијата треба да ја пишуваат поетите. Денешно време не сум сигурен дека сме на 30% од творештвото кое што било некогаш за квалитет, па да не ни изборам, да не ни во твојата партија бил еден Анте Поповски, така, еден Петре М. Кога поетите не пишуваат, знаеш, прашање е чива е кризата и зошто е тоа така. Во суштина во тешки времења би требало да пишуваат, во тешки времења би требало да творат. Уметноста често е реакција, нели, не е само записи во одушевување на нешто убаво. Вчера имаше реакција мојот пријател Венко Андоновски, токму на оваа тема. И тој вели вака, на времето, за да издадеш книга, требаше да поминеш 50 скалила. Денес, секој на интернет, на социјална мрежа, си пишува и си издава книги. Затоа сме дојдени до тука кои што сме дојдени. Инаку јас, кога ги споменуваме сите овие, јас тврдам, иако немам ниту милиони евра, немам ниту палати, ниту скапи автомобили, тврдам дека сум еден од најбогатите луѓе во Македонија. Можност да седам со денови и со ноќи и да разговарам со Гане, со Анте, со Петре, со Бранко Гапо, да разговарам како рамноправен, да ги впивам тие знаења, тие мисли. Јас, да речеме, од Анте научив како тивко да си ја сакам Македонија. Тој човек ја сакаше најверојатно, може би повеќе од сите, ама тоа не го манифестираше. Тој тивко си ја сакаше и со својата поезија си ја градеше. И звездите ги научи и звездите ги да шепотат на македонски. Ете, тие се нештата. И од една таква позиција, на такво едно возвишено друштво, еден ден, предпоставувам, во тие рани години, се среќаваш со Љупчо Ѓоргиевски. Како изгледаше тој културен шок? Зошто те прашувам? Деновиве војводата има пак некои изјави таму за некои подкасти на бугари од Македонија или македонски бугари, не знам како се доживуваат себе си, како треба ги викам да не се навредат, кај што тврди дека од 45-та навака имало постојана репресија на бугарите во Македонија. Ти сподели ли тебе такви сознанија, Љупчо, кога во тие 90-ти години? Не разговаравме тогаш на таа тема. Инаку јас со Љупчо се знаевме уште пред формирањето на МАК, пред 90-та, бевме една група луѓе од кои многумина еве сега се како Братислав Ташковски, Ивица Челиковиќ, како Венко Андоновски, Мирче Нешовски, кој и работеше во библиотеката, се собиравме во Народната универзитетска библиотека, разговаравме повеќе за уметноста отколку за политиката и се запознавме таму. Да речем и една Доста Димовска, и еден Раде Росич, сликар, да не ги споменувам сега сите, многу
помина се, но Лјупчо многу кратко остана во МААК за да успееме да разговараме на тие теми. Го извлекоа од МААК службите за да се формира ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е формирано токму од службите. Јас имам исто таква теза, дека е формирано од службите со намера да се контролира и сепарира десниот радикализам, но дека идејата на крај ја победува идејата на службите и Но на се развива почетокот што се службите точно знаеа што прават. Сакаа да кога на почетокот на 90-тата во МААК за 7 дена пристигнаа 96.000 пристапници. И јас сега среќавам многумина кои тогаш во почетокот на се наоѓале во тогашната ЈНА и кои се зачлениле и ми кажуваат денес кога ги среќавам дека нивна прва пристапница е во МААК, кога ја сретнале пристапницата на МААК и дека се имале проблеми додека се наоѓале во ЈНА заради тоа. Што ќе рече дека им биле следени пратките, писмата кои ги испраќале. Го формира, кога видоа дека таквата идеја на МААК, а водена од врните интелектуалци во Македонија, зема голем замав, службите решија да го формираат ВМРО ДПМН. за да го држат под контрола патриотскиот. Извлекоа луѓе не елемент. само да го држат, туку за жал, ќе се оние кои се повозрасни ќе се сетат, да речеме покојниот Владимир Голубовски беше тој кој ги држеше најзапалливите говори и говореше ќе ги бесиме комунистите како лампиони покрај Вардар, и За да го и осквернави делото патриотско. не е само тоа, туку дел од тие комунисти кои не биле комунисти, ама по силата на нештата биле зачленети, пребегаа од МААК, си се вратија во матичната партија, тогашниот СКМ-ПДП, за да можат да се засолнат во едно јато на кое припаѓаат. Дел пак од оние кои сакаат да бесат комунисти, кои беа порадикални, преминаа во ВМРО. И така се случи најголемата поделба на македонскиот народ, која за жал трае до денес, но среќа што ВМРО ДПМН после години се извлече од канџите на тие служби и денеска е самостојна и... Знаеш што ме интересира во тој период? Јас спомнам бев второ оделение кога дојдоа некои луѓе во школа и ни ја понудија книгата на Плутарх за Александар Македонски. Во тој период Васил Тупурковски ја направи онаа сказна за древна Македонија. И сега мене како дете тогаш тоа ми било интересно, сум гледал Александар, Дари, битката Персија, првиот контакт со првиот контакт, историја не учевме во второ оделение, со античка Македонија, со Александар, со Филип. Дали е можно тоа тогаш да беше државен проект, кој што не требаше да има облик на државен проект? Не беше државен проект, беше плод на ентузијазам на поединци, на групи луѓе, на нашето иселеништво, кое за среќа или за жал е подлабоко запознаено со суштината на нашето постоење, отколку ние македонците овде. И јас токму вчера имав прилика на Viasat History да гледам емисија за Александар Македонски, каде што на убав англиски јазик се зборува за македонските младинци, за македонската војска, фаланга и така натаму. Значи, да прекинеме да се срамиме од своето собствено потекло, да сватиме дека потекнуваме, дека имаме корени, дека не сме тиква без корен, како што некој сака да не прикаже, и да сватиме дека Зоран Заев и екипата околу него направи злосторство. Ние тоа мораме да го квалификуваме како злосторство, прифаќајќи да го промени името на оваа држава и да се откаже од нашиот вековен идентитет. Тоа е злосторство за кое еднаш мора да се одговара. Јас, еден мој пријател, Ристо Поповски од Дизелдорф, објави на десетици и десетици книги. Да, на Фейсбук. Заедно со покојната Ангелина Маркус ги пишува, ги објавува. Потоа јас го имам дома тестаментот на Александар Македонски и така натаму, и така натаму. Тоа е некоја книга? Да. Чинам дека треба повторно да започнеме еве сега нека биде државен проект за запознавање
на македонската јавност со антички, ајде да бидам благ, со Немој да античкото бидеш слободен. минато на македонскиот полуостров. Добро. Затоа што овој полуостров од многу скоро се вика Балкански полуостров. Тој бил македонски полуостров. Значи, ајде да не велам со античкото минато на македонците, туку на македонскиот полуостров 2000 години понапред. Не, зашто те прашав дали бил некаков државен проект, бидејќи лично се збунив, еве, не викам се шокирав, кога видов дека еден Владимир им беше името, Богоевски, овој човекот од службите со мустаките, Добро. дека и тој има книга некоја пишана за античката историја на Македонија. И почнав да си поставувам прашања вака. Инаку се вика човекот Слободен Богоевски. Слободан Богоевски. Владимир беше од Бојкарот. Слободан Да, Богоевски. не знам, јас не сум ја сретнал. Стварно? Не сум ја сретнал, затоа што, не знам, знаеш, во многу нешта, повторно тие служби се обидоа и преку пишување за античката македонска историја да ги извртат нештата. Не сум ја прочитал, може би е со најдобра намера и може би е највистините од сите. Зборуваме сега за Меѓутоа, теорија на случај. ајде уште еднаш ќе речам, еве сега нека биде ова порака од мене и од тебе да создадеме вистински државен проект за отварање на тајните од тоа време. Па секој нека си извади заклучок. Не велам дека сите мора да прифатат дека е тоа така. Меѓутоа да ги отвараме работите, а потоа заклучоците нека си произлезат сами од себе. Јас на вчерашната емисија на Viasat History, турски историчар, кој зборуваше за битката кај Ис, со Дарија и со војската на Персија, зборува за Искандер. Значи, ако тргнеме од тоа, дека така го викаат Александар, па да дојдеме до денешниот Скендербек, ние точно ќе дојдеме до некои други вистини, ќе дојдеме до вистината дека Искендербек е во суштина православен лик, дека е наш. Тоа е факт, дека е Ама јас православен. знам дека е факт, меѓутоа замисли си еден етникум на Балканот денес го слави Скендербек како православен и го вее католичкото знаме со црниот двоглав орел. А при тоа го продава исламот како своја владеачка. Мислам дека не е така, дека после долги години во Албанија, сега неодамна така некоја статистика читав, дека бројот на христијани во Албанија, зборам, во државата, поголем од бројот на Албанија е оставна. Ние денес во моментов дури и немаме проблем со Албанија. Ние имаме проблем со големо косовската идеја. Не постои повеќе можеби голема албанска идеја, постои големо косовска идеја. Инаку, кога Австро-Унгарија го наметнувала тоа знаме на албанците, дури имало жртви на луѓето кои се спротивставувале. Значи, имало масовни спротивставувања на воведувањето на тоа знаме, кое денес пак нели се мафта. Но да ги оставиме тие нешта, да се насочиме кон иднината. Очигледно дека Република Албанија може дури да биде пример за останатите балкански држави кои се наши соседи, како може да се негува, да речеме, малцинствата во една држава, како може да им се дозволи да живеат, да работат. Гледаме што се случува во моментов. Македонците во Албанија доживуваат едноставно еден процут на македонштината во Албанија. Но тоа Албанија. е изминативе година и пол-две. А предходно, за волја на вистината, Албанија поради своји интереси повторно, на барање на Бугарија, нели, направи некои нешта, некои јавни, некои не баш толку, кои што резултираа со тоа да на пописот пред 2 години едноставно од нула дојдеме до, не знам, 8.000 бугари, колку... Па колку тоа го неколку направи илјади Албанија, македонци. колку го направи агресивната бугарска пропаганда Го дозволи, и стурените вреќи со пари во Албанија го Албанија. дозволи, го толерираше. Да. Тоа бидејќи да ти дојдат, нели, странска агентура е тоа, нели, и да Агентура. да ровари и да работи,
држава како држава може да се заштити. Меѓутоа, ете, за среќа на Албанија со Грција, тие си го решија проблемот со тој градоначалникот што го пикнаа во притвор па го пушти, а ние овдека сменивме име. Но не се Сега затоа ќе дојдеме до на суштинското дека и официјална Софија и официјална Атина се само алатки во рацете на големите европски сили кои во 1913-та ја поделија Македонија, ја уништија Македонија и сега преку официјална Софија и официјална Атина, не можејќи да се помират со постоењето на македонската држава, ни го прават ова што ни го прават. Тука пред се сметам на Франција и на Велика Британија. Кој уништување е поважно? Поделбата на државата или тоа што успеале да постигнат да ние се срамиме од самите себе, да се срамиме од да е ретроградно да зборуваш за историјата, да се сеќаваш во периодот на референдумот на името ли ќе ви ги рани децата или колку чини идентитетот, имаше некои такви ступидности кои што беа присутни во јавноста. Или од друга страна, за оној комплекс на Македонче, кој што веројатно води корени можеби од 5 века робство под османлиите, можеби во периодот на Југославија, кај што центарот бил Белград, нели, ако Белград кивне, ние овде настинуваме и така натака. Значи во периодот на османлистото. Чувството на инфериорност кај поголем дел од народот, не викам кај сиот, се разбира дека не, меѓутоа кај поголем дел од народот чувството на инфериорност започнува после османлиското заминување од Македонија. Со српската и со бугарската окупација започнува чувството на инфериорност, затоа што тие ни го вметнуваат и ни го всадуваат. Да се чувствуваме така како што се чувствувавме. За среќа, еден добар дел од македонскиот народ почнува да се чувствува онака како што треба, да сваќа дека е свој на своето. И сега, јас, кога се случуваше тој референдум и кога беше битката за наше зачленување во НАТО, јас упорно говорев дека влезот на Република Македонија во НАТО е голема опасност за нас, за можноста Македонија да биде поделена меѓу своите соседи. Многумина се смееја кога велев дека како членка на НАТО, доколку еден ден Република Албанија и Република Бугарија решат да ја поделат Македонија, ние ќе немаме инструмент за да се спротивставиме. Затоа што тоа ќе биде внатрешен проблем на земји членки во НАТО. И доколку ти побараш помош од кого и да е, од Египет, од Саудиска Арабија, од Кина, не е битно, од кого и да е, никој не ќе смее да се замеша и да се обиде да ја спречи поделбата на Македонија, затоа што според членот 5 од уставот на НАТО, тој од надвор станува непријател на целот. Не знам така како е уредено тоа прашање во однос на внатрешните односи, но НАТО има други собствени проблеми. Еве сега ќе видиме, затоа и го кажувам ова. Сега на Гренланд ќе видиме како е решено на примерот на Гренланд. Се извинувам, дали некој ќе се осмели да се замеша во анексијата на Гренланд од страна на Соединетите. И Данска, и Гренланд, и Соединетите американски држави се членки на НАТО. Дали некој ќе успее да се замеша? Не. Ние имаме друг пример. И Турција, и Грција, и Кипар се членки на НАТО, па Кипар е поделен. Така што членството во НАТО, заради што ние го дадовме името и го дадовме идентитетот, е опасност која постојано ќе тлее над Македонија. Она што сега се случува во светот, двојно повеќе ми дава за право да бидам уплашен и стационирањето, да речем, на Велика Британија на Балканот, токму преку Македонија и преку оној кредит од 6 милиарди евра, е најголемата можеби опасност за Балканот и за мирот во Европа. Зошто не мислиш дека е можност? Бидејќи од другата страна на паричката, па присуството на британски капитал. Тоа не е британски капитал. Британија е наш жиран, малтене, за ние да се задолжиме кај некоја банка. Но британски финансиски интерес, еве така да наречеме. Или, Вучич искина сторала опинци за Джеред Кушнер, зетот на Трамп, да гради хотел таму. Како што градят во Албанија, претпоставувам имат и во Грција, не сум сигурен, но за Албанија знам сигурно.
Односно дека кога големите сили со свој капитал се присутни тука, дека тие ќе обрана својот капитал, дека да, нема да стие воодушевени од приказните за во Србија за Милош Обренович или кај нас за Гоце Делчев или Александар или за Скендербег во Албанија, но they follow the money. Не станува интерес. збор за големите сили, овде станува збор буквално за Велика Британија. Добро, слушам, сакам да ја чујам теза. Кога Мицковски на една средба на 1 мај кога се видовме и ми кажа, рече, еве да ти кажам, деноиве ќе земеме еден кредит од Британија од 6. Што мислиш, ми рече, јас му реков вака. Јас за Британија го имам истото мислење како за данајците. Не верува им ни дарови кога ти носат. И тоа моје мислење останува. Зошто? Британија е таа империја во која не заоѓало сонцето, нели? Која со пак с Британика 2 века владеела со светот. Британија не може да се помири со оваа положба во која сега се наоѓа и затоа замрзнатите конфликти кои ги оставала зад себе, а ги оставала токму заради тоа да може да ги активира според своја потреба, ги активира. Тоа се трите најголеми. Првиот е замрзнат конфликт Индија и Пакистан, кој видовме дека минатата пролет се обиде да го активира, траеше десетина дена и се смири. Вториот голем замрзнат конфликт е Ерусалим, односно Израел и Палестина. И третиот голем замрзнат конфликт, за жал, е Кипар. Кипарското прашање го остава Британија после своето повлекување од тука и го држи како замрзнат конфликт. Сега во овој момент, внатре во НАТО, ние имаме создавање на воени коалиции внатре во НАТО. Прво, таквата воена коалиција, или како сакаш наречи, ја беше меѓу Хрватска, Албанија и Косово. Сега, најновата од пред 2 недели, е Израел, Грција и грчкиот дел од Кипар. И тука јасно можеме да го видиме ракописот на Велика Британија. И таа воена коалиција, или таа рече вака, ја формираме заради заштита на нашите интереси во Источниот Медитеран. Источниот Медитеран, според меѓународното право, во овој момент го контролира, бидејќи е тоа брегот, турскиот брег, го контролира Турција. Е повеќе од јасно дека ќе има обид да се дестабилизира овој дел на Европа, токму преку Кипар, односно преку грчко-турските недоразбирања, во кои се вмешува Израел, кој нормално заради улогата на Турција во Сирија, заради улогата на Блискиот Исток, ја смета за свој непријател во овој момент. Од тука, бидејќи во моментов Европската Унија и Британија се целосно дефакторизирани во светот. Значи, ниту Европската Унија е фактор, ниту Британија е фактор на сите невралгични точки. Не е фактор ниту во Украина, не е фактор ниту во Иран, не е фактор ниту во Газа. Значи, не е фактор ниту во она што се случува во Јужна Америка. А сака да се врати на сцената и да се факторизира. Единствен простор каде што Европската Унија, односно таа Е3 група, тоа се Британија, Франција и Германија. Единствен простор каде може да стане фактор, тоа е Балканот. Затоа што тој е дел од Европа и доколку тука избувне што и да е, европските сили ќе станат фактор на одлучување и повторно на голема врата ќе се вратат во светската политика. Може би така мисли и за Украина, дека ќе бидат фактор на одлучување, ама не баш. Сега што се случува со Украина, сметам дека она што се случи во Енкоридж, средбата меѓу Трамп и Путин, дека полека нештата почнаа да се реализираат. И дека Трамп почна да работи на договорот кој со Путин го постигнале таму. Каков е? Ниту јас, ниту ти, ниту кој да е во светот го знае, меѓутоа дека постигна... Има една позната работа има таму, може да кажеме дека западната хемисфера ќе е под контрола на Америка, вклучувајќи и Јужна Америка. Тука веќе има повеќе познати работи, ако тргнеме така. Европа е непознаница. Има една теза која ја пласираат американските медиуми и американските служби, дека и Европа е веќе поделена, дека Италија, Австрија, Чешка, Словачка, Унгарија и Полска, пакт, да. и Полска ќе бидат неутрална зона да, меѓу западното и источното влијание. Дека сите други
кои остануваат источно од овој појас, ќе припаднат во руската сфера на влијание, оние другите ќе припаднат на американската сфера на влијание. Тоа значи Македонија и Грција кај ќе припаднат? Во руската сфера на влијание, Британци- доколку е тоа така. Британците не би се сложиле на тоа. Затоа британците влегуваат овде, бидејќи не се подготвени да го дозволат тоа. Подготвени се дури да предизвикаат нова војна, само за да не го дозволат. Па ти гледаш, она што се случува во Украина, таа коалиција на подготвените, упорно вели дека сме подготвени да испратиме наши војници во Украина. Ами, ако беше тоа така, ако тоа беше решение на проблемот, тогаш Руската Федерација немаше ни да ја почне оваа специјална воена операција. Суштината на специјалната воена операција е да нема војници на НАТО во Украина или на земји членки на НАТО во Украина. Односно дека не би можело да има излезно решение Упорно од таа и војна. упорно го туркаат тоа решение, за да војната продолжи и понатаму. Ним им треба да продолжи војната понатаму. Прво, заради проблемите во собствените држави. Ние гледаме дека многу мина од нив, односно сите, и Мерц, и Макрон, и Стармер владеат со 10, 12 или 15% доверба меѓу своите граѓани. И ним им треба Само оваа состојба војна. на криза им треба за да... Им треба криза за да можат во таква криза да владеат. Уште еден аспект може ли да отворам 800 милиарди евра кои што во моментов ги се потребни, еве, да не речем ги бара Зеленски, се потребни за Украина уште 2 години да била воено способна. Страшни се тие ситуации кои се И случуваат. секојаш кога има 800 милиарди евра во воена индустрија, знаеш, нели? Профитот одика и немаме, не воените профитери. треба да се биде многу паметен за да се знае што ќе се случи доколку европските држави влегуваат во режим на воена економија. И сега, каде е суштината на сето ова? Суштината е што полека, но сигурно, јастребите, американските јастреби, и од Републиканската партија, и од Демократската партија, полека, но сигурно успеваат да го излечат Трамп од мага движењето, од тоа Make America Great Again. Се лажат луѓето кои сметаат дека Трамп го создаде тоа движење. Не. Мага движењето го создаде Трамп и го исфрли на површина за да дојде на власт и да почне да ги спроведува идеите на мага движењето. Кога ќе го видите Линдзи Грем, сенатор на Републиканската партија, во авион заедно со Трамп, веќе ви е јасно дека Трамп е извлечен од мага движењето и полека, но сигурно станува заложник на американските јастреби. Затоа се случува ова што се случува и затоа најверојатно полека, но сигурно Трамп се извлекува од договорот од Енкоридж. Доколку не успеат да го вратат Трамп назад во мага движењето, светот нема иднина. Гледаме она што се случи во Венецуела, ќе се случи и во Куба, ќе се случи и во Колумбија, ќе се случи и во Иран. И јас не случајно во многу мои коментари и колумни пишувам, Трамп мораше да се ослободи од тројца луѓе доколку сакаме мир во светот. Првиот е неговиот државен секретар Марко Рубио, кој е представник на јастребите, односно на неоконзервативците и демократите кои посакуваат војна. Марко Рубио е нивни представник најблиску до Трамп. Вториот е Нетањаху, човекот кој упорно се обидува Соединетите американски држави да ги внесе, да ги вовлече во војна со Иран. И третиот е Зеленски, кој е последната оска околу која се собираат европските либерали за да се обидат преку војната во Украина да веќе на изборите кои после 10 месеци, оние меѓу избори во Америка ќе се одржат, да успеат да ја намалат моќта на Трамп, да го урнат Трамп и да продолжи униполарното либерално владење со светот. Доколку она што беше договорено во Енкоридж, Трамп се врати назад на принципите на мага движењето, тогаш станува повеќе од јасно. Трамп самиот ги кажа кои би биле 5 држави членки. Јас упорно го говорам, тоа би бил тој светски концерт. И многумина ми пишуваат на
на социјалните мрежи дека не е концерт, туку е концепт. Но јас точно зборувам, тоа бил европски концерт кој бил формиран од Метерних, можеби најголемиот дипломат на сите времења, после Наполеоновите војни во 1814-тата. 6 месеци во Виена, 6 најголеми европски сили деноноќно седеле, разговарале додека не изнашле решение за европските во тоа време светски проблеми. И тој таков европски или виенски концерт, како што е наречен, донел 100-годишен мир за Европа, се до 1914-тата. Сега ни треба светски концерт, каде што најмоćните светски сили ќе седнат на маса и ќе Трамп ги кажа. Тоа ќе бидат Соединетите американски држави, Руската федерација, Кина, Индија и Јапонија. Тоа се 5 најмоćни сили, а од друга страна и 5 држави кои во моментов се залагаат за традиционалните вредности и нивно зачувување. Јапонија е последната која со новата премиерка јавно изјави дека заложбите на новата влада во Јапонија ќе биде зачувување на традиционалните вредности. Значи, светот има 2 патеки по кои може да продолжи. Првата е да се формира овој светски концерт, кој ќе ја договори сферата на влијание, а втората е Трамп да остане заложник на тие сили и да дојде до апокалиптично сценарио кој верувам дека никој не го посакува. Тоа е едната варијанта, нели, дека светот може да влезе во нова голема војна, но прашањето е дали ние не сме во континуиран период на војување. Таа е секогаш е специјална, а некогаш е и, нели, физички може да се видат нејзините ефекти кога ќе експлодира некој конфликт на некое жариште, но ако во минатото големиот брат преку мека сила, преку USAID, невладини организации, ангажирање на луѓе, политичари, нели, Сорос, познати се листите на Сорос, сокупување на европратени, европратеници меѓу другото, нели, кои што би биле податливи за соработка со Сорос. Имаше такви агенции, има изнајмувано да им најдат кои од избраните европратеници кои што не им се под чадорот, може да ги безецираат така во функција на нивните идеи. Но ако тие операции на времето беа долги, сложени, со години траја, нели, еден Заев во 2011-12 почнале да го обработуваат, да го подготвуваат за нешто големо, како што тој му пишувал на Мендухтачи. Паралелно тие си работеле тука што си работеле, со тие разговори, преслушкувани и така натака. И таа операција траела години, пржино еден, пржино два и така натака, за на крајов дека да го ставиме НАТО знаменцето со понижувањето наречено промена на уставното име. Сега тоа го завршија за 2,5 сати. Сега, што се случува? Ја имаме истата ситуација. Соединетите американски држави повторно се обидуваат да менуваат режими. Како што се обидуваа, меѓутоа... Како до сега. Меѓутоа, до сега, либералните елити уриваа суверенистички режими и воспоставуваа либерални режими кои ќе треба да ги уништуваат националните идентитети. Денес, состојбата е поинаква. Ние гледаме дека и J.D. Венс, дека и Трамп јасно говорат и даваат јасна поддршка на суверенистичките политики и политичари во државите и се обидуваат либералните власти кои работат на разнебитување на националните идентитети, да ги заменат со суверенистички политичари и суверенистички влади. Романтистичко гледање на нештата, бидејќи во Венецуела, што се промени политички? Не, јас сум свесен дека е така, меѓутоа, обидот и желбата на Трамп и на неговата администрација Декларацијата, е таа. И тука немаме дилема. И затоа Трамп нели ги укина и финансирањето на тие невладини и се, меѓутоа да не заборавиме дека Европската унија пак го презеде финансирањето на тие 500 милиони евра во 2025 година Европската унија даде за финансирање на тие и такви невладини организации за да го зачува нивното влијание во државите каде што и е потребно. И во овој момент се што се случува во светот е идеолошка војна.
Не е ова ниту верска, ниту економска, ниту каква и да е. Мислам, економската позадина војните ја имаат секогаш, тука да немаме дилема. Меѓутоа, ова е идеолошка војна, која ја водат либералните елити кои сакаат преку својот глобализам и понатаму да владеат со светот од еден центар, наспроти суверенистичката идеологија на оние останатите кои сакаат, и Трамп не случајно рече, дека ова ќе биде свет на национални идентитети. Значи, и го повторуваат тоа повеќе На минало. Балканот тоа е голем проблем стотици години. Затоа може би е дојдено време за да се реши тој проблем. Доколку успееме, доколку завладее тој принцип, може би е дојдено време токму и на Балканот да биде решен тој проблем. Како? Не веруваш во идејата Обединета Македонија во Обединета Европа? Не. Голема лага. Дали е Алзас и Лорен, кои германците ги сметаат за своји? Дали со тоа што Германија е во Обединета Европа сега се нејзини? Не се. Повторно се на Франција. Значи, голема лага е дека Македонија ќе биде обединета Добро, луѓето ќе Обединета имаат Европа. можност за поблиска комуникација, трговска соработка, свиждање, како се викале тие на Јас времето. пак друго во мислам, Струмишка. дека не дај Боже, ако британците го реализираат својот сон за војна овде на Балканите, и доколку дојде до таа војна меѓу Грција и Турција, која за жал е на повидок, треба да размислуваме и да гледаме дека е можно. Дека во една таква ситуација Република Македонија после таа воена разврска, која не дај Боже ќе дојде, дека има можност да го реализира својот сон за обединување. Но пак ќе речам, подобро да не дојде до наше обединување, ама да ја нема таа војна. Затоа што секоја војна, она што ти го рече, ние го живееме Орвеловското, дека војната е мир. Војната е мир, да. За жал го живееме и тоа Орвеловското, дека незнаењето е моќ. За жал го живееме Орвел во целата негова суштина. Ние денес во овој момент се што Орвел во својата книга 84-та го запишал, денеска го живееме. Ние го имаме големиот брат кој не наблюдува од сите страни. Ние денес немаме дерман од оние кои не наблюдуваат, нели? И тоа ќе рече дека ние денес имаме она што ни се случува во Иран, да речеме. Иран во моментов се наоѓа на чекор до граѓанска војна. Да. Во Иран веќе има 40 на жртви. Јас ги гледав тие потресни сцени каде што демонстрантите паднат, онесвестен припадник на полицијата, го шутираат до изнемоштеност, до убиство. Гледаме дека беше ноќеска е запалена и зградата на иранската телевизија и така натаму, и дека повторно се прави го тој обид преку една шарена револуција или обоена револуција внатре во Иран да се промени режимот. Дури имаше некои вести дека Хамнеи дека веќе го напуштил Иран. Не. Потоа беше демантирано тоа дека е така. Меѓутоа, едно да знаеме, се ова што се случува од јужната хемисфера во американскиот континент до Иран, се е тоа насочено кон Кина. Се до последно е насочено ресурсите на нафта кон на Кина. Кина. Така. Зошто? Затоа што Односно го контролираат западните либерали црното злато. преку процес на глобализам се обидоа да го завладеат светот. Глобализмот е процес на владење на светот од еден центар. Од друга страна, Кина се обиде да го завладее светот со процес на глобализација. Значи, мора да правиме разлика меѓу глобализам и глобализација. Глобализацијата е проект за поврзување на светот инфраструктурно, културно, економски, вака или онака. Тој процес на глобализација го работеше Кина и го работеше многу успешно. Допре еве и до Венецуела. До 3 јануар. Го работеше многу успешно. Значи, повторно имаме судир на два концепти. На концептот на глобализам и концептот на глобализација, а во сето тоа, ќе речам,
доколку Трамп не се врати на принципите на мага движењето, ќе имаме проблем. Што значи тоа да престане да делува надвор од границите на Америка по начин по кој што Не, делува? да престане да ги чувствува како непријатели двете други светски сили со кои треба Соединетите Американски држави да ја делат власта во светот. Во идеални услови тоа би било така, меѓутоа сложено е малце за... Многу мина се После зборува... голем потрес некој страшно може, Втора светска војна имала победници и поразени. Поразените имале право да ќутат и да си бараат пат полека да си се вратат како Јапонија, како Германија, Бугарија, нели ушки према СССР таму. Имено, затоа изборува во овој момент. Но после голем потрес може да има реуредување на односите. Веќе имаме голем потрес. Украина е можеби најголемиот потрес што светот го доживеал после Втората светска За војна. украинците најголем. И ние во овој За момент. Борис Џонсон не знам колку е голем. Ето, токму тоа е британската подмолна политика. Ако не беше Борис Џонсон и Британија, ние ќе ја немавме војната во Украина. На крај, војната во Украина ќе заврши на бојното поле, а нема да заврши со договор, нема да заврши со подпишување на каков и да е договор, затоа што Руската Федерација не е подготвена да отстапи за жал или за среќа нивна, ниту педа од зацртаното денацификација, демилитаризација и невлегување на Украина во НАТО. И тука немаме дилеми. Но повторно, Британија е таа која разгорува таа војна таму, која се обидува да разгори војна на Балканот, која ја постави сцената за случувањата во Газа. Британските служби го поставија декорот и започнаа случувањата во Газа. И за жал... Тоа е чива теза е тоа? Тоа е докажана теза. Не сум јас. Кој го формираше Хамас? Добро, и Ал-Каеда која формираше. Британските служби го формираа Хамас, кој произлезе од муслиманското братство, кој беше од британските служби формирано пред 60 на години. Јасер Арафат бил британски човек. Не, Добро, тој е пелео, ствари, да. Јасер Арафат нема. Заради уривање на Јасер Арафат беше формира Хамас. Затоа што Арафат веќе започна да добива и светски углед и почна да го решава прашањето на Палестина. За да се намали влијанието на Јасер Арафат, британските служби го формираа Хамас. Токму заради тоа. Мислиш дека евреите немаат влијание во британската политика? Малце е чудно, нели? Ротшилд токму својот подем го започнува од Британија пред да... Јас имам многу јасно мислење, не за евреите, туку за ционистите. Не смееме да ги изедначуваме нештата. Океј, не, чисто како влијание. Евреите како народ си се евреи, ционизмот е тој кој ги нанесува сите зла во светов. Ако тргнеме од протоколите на сионските мудреци, во кои јасно стојат заложби и насоки за преземање на светот и за владење со светот од еден центар, врз основа на протоколите на сионските мудреци, Карл Маркс го пишува ги пишува своите дела и потоа, врз основа на марксизмот, во 1893-та се формира ционистичкото движење. Ционистичкото движење се формира во Женева и потоа своето седиште го сели во Германија. Тој ционизам понатаму го ја увезува Октомвриската револуција во Русија и така натаму и така натаму. Во моментов најопасно нешто покрај ционизмот е тоа што Обединетите нации повеќе не постојат. Обединетите нации немаат никакво влијание на светските случувања, а со тоа не постои и меѓународното право, кое за жал за прв пат беше прекршено на нашиот на македонски грб. 95-тата Обединетите нации, наместо да заштитат една држава како Македонија, тие побараа менување на нашето име на знаме и на дел од уставот за да станеме членка. Тогаш се прекрши меѓународното право и до ден денес е тоа така. Добро, светот дали ќе влезе во еден период на посериозни предизвици. Ајде, се трудам да внимавам и на зборовите што ги користам, бидејќи нели она најлошите сценарија навистина делуваат грозно и да ги помислим. Иако искрен да бидам, не верувам дека некој
некогаш понатака во историјата на човештвото ќе употреби нуклеарна бомба против некоја друга нација. Туку тие повеќе така стојат како чип на масата, вака. Државите што ги имаат потешко им е да им го црпнат председателот во 3 сабајле од кревет. Во еден парадокс, тоа нуклеарно оружје е гаранција за мирот во светот. Така е, да. Затоа што сме сведоци Ако сите. го има само еден, Додека го имаше само еден, постоеше можност од ескалација и од негова употреба, како што впрочем нели беше на 5 и на 9 август 45-та во Јапонија. Меѓутоа, сега се создава една нова ситуација. Имаме сега развој на вештачката интелигенција. И развојот на таа атомска енергија и таа наука беше извонредна се додека не почна да се користи како оружје. Денес се наоѓаме во истата ситуација. Вештачката интелигенција е извонредно полезна за човештвото. Многу скоро, ако и веќе не, ќе почне или е веќе почната да се користи како оружје. Вештачката интелигенција ќе биде многу потешка да се контролира. Се користи и ќе биде многу потешко да се контролира отколку нуклеарната енергија која нели можеме да ја контролираме. Така што човештвото веќе се наоѓа во еден период на несакани турбуленции и ние чинам дека веќе се наоѓаме во Третата светска војна. Зошто го велам ова? И кога се случуваше Втората светска војна, никој не рече дента кога беше нападната Полска, денес почнуваме Втора светска војна. Да, така. Таа си започна и дури потоа светот дозна дека веќе се наоѓа во Втората светска војна. Чинам дека истото тоа го живееме денес, дека светот веќе се наоѓа во Третата светска војна. Дека мирот е исклучок фактички. Дека да, но по се изгледа дека таа и таква Трета светска војна ќе заврши со конвенционално оружје, а не со користење на атомското, односно на нуклеарното оружје. Што значи тоа? Доколку, пак ќе речам, доколку веруваме во она што се случило на Енкоридж, договорот од Енкоридж меѓу Трамп и Путин. Трамп не случајно она што се случи во Венецуела, тој лично со негови зборови рече извонредно успешна специјална воена операција. Истото како термин го користи Руската Федерација. Специјална воена операција. Тоа ќе рече дека користењето на тој термин од страна на Трамп за неговата акција во Венецуела како да дава легитимитет и на специјалната воена операција на Путин во Украина. Меѓутоа, како да дава и некаков легитимитет на некоја идна, можеби специјална воена операција на Кина во Тајван. Можеби. Ова се предпоставки, но сите предпоставки ќе паднат во вода, доколку пак, јас дефинитивно сум сигурен во тоа, доколку Трамп не се врати на принципите на мага движењето. Ќе видиме која држи контролата, дали се корпорациите, воените, воената индустрија. Имено затоа што денес имаме ние војна меѓу тоа дали државата ќе управува со капиталот или капиталот ќе управува со државата. Она битка која, ако сакаме да останеме во традиционалните односи, да остане човештвото во мир, треба да ја добие државата, односно државата да управува со капиталот. Се друго наликува на тој корпоративен фашизам или корпоративен нацизам, како сакаме да го наречеме, каде што големите корпорации управуваат со државите. Не е случајно она што се случува во Украина, знаејќи дека BlackRock, најголемиот инвестицијски фонд на светот, кој во суштина има повеќе капитал од 80% од државите на земјината топка, дека тој BlackRock е тој кој ја поттикнува и бара понатамошно одвивање на војната во Украина. На крајот на краиштата од BlackRock или од банкарскиот систем се излезени и Макрон, и Мерц, и останатите политичари во Европа кои ги раководат државите и раководат Европската унија. Така што
Искрено сакам да верувам дека Трамп ќе се врати на принципите и дека нема да продолжи со оваа налудничава политика која му ја сервираат сенатори од типот на Линдзи Грем и останатите јастреби околу него. Поинаку, ќе се сведеме на ситуација во која ќе не само што Соединетите Американски држави ќе сакаат да бидат светски полицаец, туку се сакаат да бидат и светски судија. Дури да си даваат право себе си да судат, да го судат Мадуро, да речеме. Сега последна информација, но сметам дека сепак работите одат на добро. Последна информација е дека на бродот Маринери, бродот од црната листа, нели, кој американската армија танкерот Маринери, кој имал име Бела 1, а сега го премена името и му ставија руско знаме. Сега на тој брод 19 од луѓе од посадата се украинци, 20 се руси. Последната информација од пред половина час е дека 20 руски морнари се ослободени. Тоа ќе рече дека сепак разумот надвладува и дека дел од договорот кој постигнат во Енкоридж дека почнува да функционира. Она што многу ми наговорат за Монроовата доктрина, дека Трамп се придржувал до Монроовата доктрина, тоа говорат луѓе кои чуле за Монроовата доктрина, ама не знаат што таа точно представува. Пред 202 години, 1823-та, Монро ја носи тогашниот претседател. Како потреба европските колонизатори да го напуштат територијата на Америка, јужна и северна. Не како обид Соединетите Американски држави да ја завладеат Јужна Америка. Значи, Монроовата доктрина не вели дека САД треба да ја завладеат Јужна Америка, туку дека до тогашните колонизатори, тоа посебно се однесува на Шпанија, но и на сите останати кои ги колонизирале и Северна и Јужна Америка, треба да се повлечат. Меѓутоа, ние имаме една интересна ситуација во моментов, да речеме. Ние се уште имаме колонизирани територии од европските држави. Еден остров кој се наоѓа многу близко до Венецуела, а се вика Аруба. Тој остров е се уште холандска колонија. Тоа е таа Монроова доктрина за повлекување на европските колонизатори, а не дека САД треба да завладее. И ова е нова теорија, ова е нова доктрина, ова е доктрината на Трамп. Искрено сакам да верувам дека нема ниту Колумбија, ниту Куба, ниту кој да е од останатите да бидат нападнати и да се случи тоа што некој посакува да се случи. Искрено сакам да верувам дека ќе се стабилизира и состојбата во Иран, затоа што доколку ескалира состојбата во Иран, тоа ќе биде директен, најдиректен удар на Кина и на нејзината геостратешка позиција и од тука веќе натаму иако кинезите во својата 6000 годишна традиција се познати како многу трпеливи, како луѓе кои подготвени и со векови да го чекаат својот момент, не знам како ќе реагираат, затоа што најдиректно ќе... Но пак би зборувале за некаква прокси војна сценарио, нели? Каде што во трета земја би се бореле други две. Имено, ама прокси војната е измислица, повторно ќе речам, на Велика Британија. Велика Британија ги измислува тие и такви прокси војни. И всушност, веќе во 1940-та некаде во ноември, кога се формираат кога Черчил ги формира тие специјални оперативни единици кои ги уфрла во европските држави за да поттикнуваат движење на отпорот. И тој тогаш вели: Европа ќе осети крвта и огин. Од сега Европа ќе почувствува крв и огин. Според таа и таква максима на Черчил, Британија се движи до ден денес. Во тој момент, во таа ситуација, тие специјални единици одиграа позитивна улога, го подигнаа движењето на отпорот низ државите и последен кој од тие единици е испратен из Европа е Фицрой Маклин, човекот кој е испратен во
тогашната бивша Југославија, затоа што Британија била незадоволна од движењето на отпорот на Дража Михајловиќ, односно на десница, на југословенската десница. Го испраќаат Фицрој, Меклинка и Тито, го избираат Тито и така го востоличуваат на власт, но заради тоа што Тито после 45-тата веднаш заминува во Москва и подпишува договор со Сталин, од страв дека може да ја изгубат и Грција, ја започнуваат акцијата, интервенцијата во Грција и така доаѓа до ликвидација на партизанското движење, каде што 90% биле македонците и затоа доаѓа до протерување на македонците, тоа не се деца бегалци, тоа се македонци протерани од тој дел на Македонија. Значи, тие ситуации и денес повторно таа Велика Британија, повторно ги замешува работите токму овде на Балканот и јас сакам да бидам оптимист, сакам да верувам дека ќе биде се во ред, меѓутоа сум многу уплашен токму од активностите на Велика Британија. Нели економски интерес на Британија поврзан со Македонија би бил гарант за нас во било какво сценарио? Ајде сега да ја предизвикам тезата. Значи, вака, прво се лажеме доколку сметаме дека ние сме стратегиски сојузник на Британија. Ние сме стратегиска територија на сите. Имено, за сите. Ние сме, за жал, ова е територија посакувана од сите и за сите. Бидејќи меѓу исток, запад, север и на крајот особено на исток и краиштата запад. беше битка оваа територија да се најде во состав на НАТО. Така е. Без разлика како ќе се вика, без разлика на составот на населението, без разлика на идеолошката власт која ќе владее, битно беше територијата да се најде во составот. А од друга страна, сега морам да кажам дека од тој момент Македонија се наоѓа под окупација. И ние македонците имаме полно право да застанеме дури во стание, за да таа окупација ја отфрлиме. Од кого? Сега ќе Тоа е во политичката теорија постојат два вида окупации. Едната е воената окупација, која нели една држава окупира друга со оружје. Втората има име гарантна окупација. Гарантна окупација е во моментот кога една држава прифаќа да се врши надзор над нејзе од страна на друга држава со која подпишала договор и во кој се обврзала да изврши одредени работи. Ние во моментов се наоѓаме во гарантна окупација во однос на официјална Софија, во однос на официјална Атина. Официјална Атина има право. Па и со Софија не погреши. Уште не сме. Ако го подпишеме тој договор, тогаш ќе бидеме и во гарантна окупација. Значи, ние во овој момент, бидејќи се наоѓаме во гарантна окупација, сме должни и имаме обврска на официјална Атина да ги исполнуваме сите барања кои сме ги подпишале со договорот од Невица. Допрва ќе имаме пак мака со И допрва ќе имаме мака, затоа велам, ние се наоѓаме во гарантна окупација. И втора ситуација која докажува дека сме под окупација е прв чекор кога една територија, држава или кој се наоѓа под окупација, започнува асимилација. Што значи тоа? Започнува менување на имињата на улиците, на имињата на културните установи, на имињата на ова, на она и на се. Ние започнавме тоа и веќе си го работиме. Ние, да речеме, Македонскиот народен театар, не знам, од институциите веќе почнавме да се ги прекрстуваме во национална ова, во национално она. Ние еден танец го прекрстивме во ансамбл за така натаму на Северна Македонија. Значи, ние веќе таа гарантна окупација нам ни налага веќе да влегуваме и во новата фаза на менување на имињата на институциите. Ние си ги променивме личните документи, ние ги променивме автомобилските таблички, го променивме кодот и се. Тоа е таа гарантна окупација. Значи, не мора ти да влезе некој со оружје и да те окупира. Ова е вториот начин кој постои во политичката теорија. Викаш што Бугарија се уште не сме во таа фаза и разбирам дека тоа го мислиш од аспект да ние сега го промениме уставот согласно нивните барања, дека после ќе мора да исполнуваме нови барања какви што неспорно ќе има, нели? Се што ќе има понатаму и денови имавме на показна вежба на таа тема околу јазикот го признале, не го признале,
од таборот на СДСМ кој што го создаде овој проблем, не стави во една таква со една јамка околу вратот со таа преговарачка рамка, дека јазикот бил гарантиран од Европската унија и договорот со Фронтекс. Овие ваму браќават и кажуваат достапен јазик и така натака. Најпрво, официјална Софија на сајтот на владата уште пред 7-8 години, 5-6 години пишуваше за македонскиот јазик, пишуваше литературна норма. Да, така и ден се тоа нивниот официјален Ете тоа. И сега зошто јас не сакам да се отвори тоа сето и да се потпише тој договор? Затоа што потпишувајќи го тој договор и зборува за промената на уставот. И внесувајќи ги бугарите во уставот, ќе започне процесот на бугаризација на македонското општество. И многумина ќе речат дека не е така, затоа што не може тие 3500 или колку и да се на кои им ја признавам нивната самосвест, се разбира, дека си се чувствуваат. Не сакам никому да правам нешто што не сакам мене да ми прават. Значи, прифаќам дека си се чувствуваат така, меѓутоа, после внесувањето, официјална Софија ќе ги искористи оние 150, 180 илјади или не знам 200 илјади, не знам колку издадени државјанства, бугарски државјанства на македонски граѓани. 115 илјади во последните 25 години, тоа е официјален податок од Министерство за правосудство на Бугарија. 115 илјади, тоа ќе рече дека официјална Софија ќе тврди дека има пресија врз бугарите, живеат 115 или 120 но не смеат да се декларираат бидејќи се под пресија и ќе бара права како да се толку. Ќе ги бара правата и ќе бара од основно до високо образование на бугарски мајчин јазик. Квоти за вработување, ќе бара културни институции на бугарски мајчин јазик. Квоти за вработување, за да привлекува повеќе луѓе. За запишување на универзитет и така натаму и така натаму. Не ова нуклеарна физика, ова нели секој аналитичен ум може да го заклучи. Тоа е таа спирала на бугаризација на македонското општество. И затоа е опасно. Опасно е дури и да го прифатиме и дури после приемот во ЕУ. Не. Повторно ќе биде исто. Ама нема да бидеме обврзани да исполнуваме, бидејќи самата Бугарија, знаеш дека повеќе забелешки има за правосуден систем Бугарија од нас. Да, ние сме аспиранти, кандидати. Тие добиваат негативни оценки, слаби оценки. Што ќе бидеме обврзани да исполнуваме? Па нема да бидеме, затоа што ќе имаме равноправност. Ако има 120.000 бугари, ние ќе имаме обврз. Не, ако влеземе во ЕУ, нема да има 120.000 бугари, ќе има 3.504. Каде ќе отидат тие? Каде ќе отидат, сите ќе си го користат македонскиот пасос за работење во Европа. Значи, јас прифаќам да се внесат бугарите во уставот во исто време кога ќе се донесе и закон за укинување на двојно државјанство. Во тој момент ќе се сведеме на 3.500 колку што ги има. Во тој момент не ќе може да се движи таа спирала, а укинувањето на двојно државјанство ќе има далекусежни добри последици за Република Македонија. Да не ги елаборирам сега, затоа што ние на сите избори имаме едно флуктуирачко тело кое има три пасоши, кое гласа и ваму, и таму, и онаму, и создава резултати кои не се реални. Затоа е убаво да размислуваме во таа насока, да се укине можноста за, впрочем, европските држави, како една Германија, имаат таква клаузула, дека не може да постои двојно државјанство. Поради специфичните правила на овој ден, бидејќи на полнок започнува изборен молк, верувале или не, но во 4 општини во Македонија, каде што немаше цензус на локалните избори, во недела се гласа во прв круг. Добрата вест е што ова нема да трае вечно, сега веќе нема да има цензус, но кој се Маврово, Ростуше, Центар, Жупа, Гостивар и не знам која беше четвртата, Студеничан или не сум сигурен. Не ни важно. Но оваа емисија мора да заврши на полнок, инаку тоа ќе е прекршување на изборниот молк. Па така 2-3 минути за завршни зборови имаме, односно имаш ти. И во тие 2-3 минути би те замолил да ми дадеше на твое согледување желба, прогноза или желба за тоа што Македонија во 2026 година треба да се стреми да прави. Инаку имам јас уште 2 сати муабет. Би те прашал која земја во светот нема некаков должничко доверителски однос со една од неколкуте големи сили кои што па не е дека никому не должат ништо, сад се најзадолжената земја во планетава Земја, но оди наплати му, нели? Но не се тоа на страна ќе си го оставиме за наредниот пат.
Зборувај ми за Македонија за крај. Прво морам да кажам, Повели. дали некој се запрашал тој огромен долг кој државите во светот го имаат, кому му го должат? Од каде доаѓаат тие средства? Кој ги дава тие средства? Нека размислат луѓето и ќе... Не постојат тие институции, меѓународни монетарни фондови, внатрешни задолжувања и така натака и така. Значи, повторно, од некаде треба да има почеток, како што универзумот треба да има... Но, што би сакал? Јас искрено би сакал и ќе ја водам таа битка без разлика на се, македонската нација да ја вратиме во духовноста. Значи, ако тоа не го сториме, повторно ќе речам, агресивно се нападнати вистинските вредности. Ако не се насочиме кон вистинските вредности, не само во Македонија, нападнати се во целиот свет. Меѓутоа, малите нации ќе бидат први на удар да бидат уништени и да не постојат. Дури потоа ќе бидат уништувани големите нации. Да сакам мојот народ да се придружи во оваа битка, да се вратиме назад во духовноста, да се вратиме кон вистинските, кон традиционалните вредности. Јас не можам да се помирам со тоа да видам еден академик како оди пешки или со велосипед, а покрај него академик кој го вложил целиот свој живот во знаењето во науката, покрај него едно момче од 19 години да вози автомобил од 200.000 евра и да ја купува Соравија. Тоа се изместените вредности. Мораме да ги вратиме назад вистинските вредности. Би сакал конечно кога ќе почнеме да избираме жена на годината. Да не биде тоа така наречена инфлуенсерка, која во моје време се знаеше како туку да биде некоја самохрана мајка која сама успеала да изгледа, да израсти еден син доктор и еден син инженер. Тоа се вистинските вредности. Би сакал Македонија, македонската нација да се насочи кога зборувам за македонска нација, говорам и за сите припадници на македонската нација, и за албанците, србите, ромите, власите и така натаму и така. Зашо? Доколку само македонците ги насочиме во духовноста, останатите останат во онаа сфера, ние ќе имаме уште поголем проблем. Значи, целата македонска нација да ја насочиме во духовноста, да поработиме на тие вистински вредности, затоа што тие ветуваат, таквите вистински вредности, дека ќе се насочиме и кон развој на економијата, ќе се насочиме кон заштита на населението од 4 најголеми зла, а тоа се корупцијата, криминалот, непотизмот и партизацијата. Да ги уништиме тие 4 зла, да се насочиме кон духовноста и да ја извлечеме Македонија да стане рамноправна членка на идниот сојуз на национални идентитети, како што светот ќе биде воспоставен. Страшо Ангеловски, председател на МААК Конзервативна, секојаш е задоволство да се разговара со тебе и едва чекам да имаме и следната прилика. Уште еднаш ке повторам, и 3 часа се малку, меѓутоа еве вечерва поради спецификата на моментот, емисијата мора да заврши тука. Искрено благодарам за одвоеното време и за гостувањето. Благодарам и јас, да им посакаме успех на кандидатите кои во недела ќе се такмичат, ќе се надпреваруваат за да си има фер, убав изборен ден. Да има убав изборен ден и општините кои треба да си ги добијат вистинските кандидати за градоначалници. Благодарам и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Знам дека уживавте. Наредна средба закажувам четврток по 22:30, кога ќе имаме еден многу интересен гостин кој што не сте го виделе на телевизија со години, а неговото име сте го слушале многу изминативе години. Кој ќе е тој, ќе остава мала мистерија до вторник, среда, кога веројатно ќе го пуштиме и промотивниот материјал за тоа шоу. Но до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци. Добра ноќ, Македонијо. Глава.